Ново изграденото училиште во населбата Сточен пазар во Прилеп од страна на претходната локална самоуправа. Сега, околу 3 години по неговата изградба, е комплетно руинирано. Објектот, изграден со народни пари вреден 10 милиони денари, е оставен на милост и немилост на крадците. Украдени се цели прозорци и врати, уништена е дограмата, искината електричната инсталација, дури е украдени и гумираниот пот во училниците. Сегашната локална самоуправа не го пушти училиштето бидејќи не било на соодветна локација, изградено покрај градската река во комплетно неурбанизирана средина. Жителите на населбата Сточен пазар се поделени околу тоа дали објектот треба или не треба да биде училиште, но сите го осудуваат тоа дека е оставен без никој да се грижи за него. Знаеш што значи направено нешто и да го уништат, да му дадат клучоите таму, тоа е државно, можеше да биде училиште, можеше да биде градинка. Ова е катастрофа што се прави. Градоначалник, тој е виновник. Остаено е на милост и немилост. Еве, гледате самите. Одговара локацијата за школа? Локацијата одговара. До реката нечи. Оти не може во пазарот Сточен да ја направат. Требало да клад стражар. Тоа не е убо. Имот државен да се пусти. Во училиштето кое што требаше да се вика Свети Никола, позаштитникот на Прилеп, требаше да учат околу 170 деца од прво до петто одделение. За оваа негрижа денеска одговорност побараа и од ВМРО ДПМН Прилеп. Наместо тука, во изминатите 3 години да се слушаше детскиот джагор, да се отвораа нови работни места за наставници, тврдоглавоста и суетноста на Јовановски и СДСМ беа пресудни. Заборавете на политиканството и изговорите. Фатете се за работа и спасете го во училиште додека се уште има време. Од општина Прилеп преку соопштение истакнаа дека училиштето е градено надвор од сите стандарди. Среде поле без струја, без вода и канализација и без дефиниран училишен двор и пристапен пат до парцелата. Заради сите овие пропусти во изградбата, објектот во Сточен пазар немал технички прием и ова, според локалната самоуправа, е проект од кој што требало да се срами секоја одговорна власт и партија. Но нема одговор дали овој објект, кој што е граден со државни пари, ќе се пренамени во нешто друго и зошто е оставен без никаква грижа за него.